Почитувани гледачи, ги следите регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате. Градоначалникот Таравари додели благодарници на лекарите Цана Демири и постхумно за Нешковски. Денеска се одбележува Светскиот ден на ромскиот јазик, кој ја нагласува потребата за зачувување и понатамошен негов развој. Вкупно 14 случаи на коронавирус се регистрирани досега во училиштата и градинките на подрачјето на Гостивар. Градоначалникот на општина Гостивар Арбен Таравари им додели благодарници за дадениот придонес за време на пандемијата на докторите Фадил Цана и Илир Демири, како и постхумно за прерано починатиот лекар Трајче Нешковски. Секоја генерација си има своја борба, секое време си има своји херои. Ова беше последниот статус на социјалните мрежи на прерано починатиот доктор Трајче Нешковски од Гостивар. Младиот пулмолог останува запаметен како активно вклучен во борбата против ковид, пожртвуван и целосно посветен на пациентите. Во знак на почит и благодарност Нешковски постхумно доби благодарница од општина Гостивар. Благодарници за трудот, знаењето и вниманието што го вложуваат во лекување на заболени со ковид, им беа доделени и на инфектолозите Фадил Цана и Илир Демири. Ние сите знаеме, сите што сме имале одредени пријатели, роднини кои што боледувале или го поминале, ја поминале инфекцијата со корона 2 вирусот, ги комуницираа нашите доктори и секогаш нивните телефони беа отворени за нас и дава свој максимум што може да се даде за пациентите со COVID-19. Ја не би сакал тука да ги заборавам и другите здравствени работници, медицински сестри, доктори, кои што секојдневно се соочуваат со овој проблем и го даваат својот максимум и тие се нашите херои во овој период. Навистина е чест и задоволство една страна, но од другата страна е една одговорност дека ние треба и понатаму да продолжиме со нашава работа и со нашата пожртвуваност во војната со пандемијата COVID-19. Уште еднаш во моје име, во името на доктор Илир Демири, кој е оправдано одсутен затоа што он е моментално во служба и денеска е дежурен, му се заблагодарувам уште еднаш на градоначалникот за ова доделувањето на ова благодарница. Докторите Фадил Цана од Чегране и Илир Демири од Тетово работат на инфективната клиника во Скопје. Доктор Трајче Нешковски беше ангажиран во ковид центарот во Козле. Градоначалникот Таравари најави дека на следната седница на Советот ќе достави предлог овие лекари да се прогласат за почесни граѓани на општина Гостивар. Вкупно 14 случаи на коронавирусот се регистрирани досега во училиштата и градинките на подрачјето на Гостивар. Одговорните за образование во општината велат дека состојбата секојдневно се следи и се преземаат мерките одредени со закон. Состојбата со коронавирус во училиштата и градинките во Гостивар засега е стабилна, без високи бројки на заразени. Според евиденцијата на општинскиот сектор за образование, од почетокот на нивната работа, заклучно со денес, вкупно се регистрирани 11 вработени и 3 деца позитивни на вирусот. 19 професори, 5 родители и 3 ученици. Повеќе имаме во Гоце Делчев. Вкупно имаме 12 случаеви, тоа заменик директорот, психолог, 2 професори, 5 родители и 3 ученици. Во Исмаил Чемали имаме со позитивни секретарката и 1 наставник, во Кемал Ататурк имаме само 1 наставник. И во градинката имаме 3 случаеви, 2 воспитувачки и 1 негувателка. До сега е ваква ситуацијата, секој ден имаме информации. Во училиштата и градинките каде што се потврдува позитивен случај се преземаат соодветни мерки, вели Снопче. Во консултација со епидемиолог во изолација се ставаат други ученици и вработени зависно од контактите. Доколку заразените наставници немаат тешки симптоми, продолжуваат со настава онлайн за да не се губи од часовите.
Па фактички вчера двајца излегуваа со позитивни, тие одма продолжуваат со децата да работат онлайн, ако се со полесни симптоми, нормално. Ако се со потешки симптоми, замена треба да да се замени професор со професор или учител со учител или негувател и така натаму. Во изолација се 5 професори со класовите, тие работат онлайн во Гоце Делчев. Еден клас е во градинката моментално. Тие чекаме да почнуваат од едната негователка да почнува од понеделник и другата да почнува од наредната недела. Според последните податоци од Министерството за здравство во регионот на Гостивар има 285 активни случаи на коронавирус. Вчера беше забележана рекордна бројка од 40 ново заразени за едно деноноќие. Повторно реакција од страна на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Тетово за аерозагадувањето. Велат во 21 век ги немаме основните услови за живот. Повторно се собраа пред седиштето на Општина Тетово. Во моменти на пандемија, која ги напаѓа претежно белите дробови, власта не осудува и казнува со нечист воздух. 21 век, а ги немаме основните услови за живот, чист воздух и чиста вода. Некогашниот Мал Парис, урбанистички среден и зелен град, познат по чисти улици, свеж воздух, паркови и чиста шавпланинска вода, денес уништен, угнетен, распарчен, загаден и осквернавен. Тетово денес наликува на посткалиптичен град. Тетово денес е пример што се случува со едно општество кога имате корумпирана власт на чело со институции кои управуваат со ресурси и животи на луѓе. Наместо решение за подобар живот добивме повеќе проблеми. Наместо светла еднина за нашите деца добивме пресуда за безнадежност. Но јас велам доста е. Наша должност е да се избориме за следните генерации. Ве повикувам сите, без разлика на верската и етничката припадност, да се обединиме и да ставиме крај на ова лудило. Да ставиме крај на корупцијата, негрижата, криминалот. Време е да го вратиме сјајот на Тетово. Време е да го вратиме епитетот Мал Парис. Доста е. Денеска се одбележува Светскиот ден на ромскиот јазик, која нагласува потребата за зачувување и понатамошен негов развој. Во духот на зачувување на ромскиот јазик со финансиска поддршка на владата се издадени 1000 примероци на македонско-ромски речник и 800 примероци на граматиката на современиот ромски јазик. Излегувањето од печат на овие две изданија е од големо значење за ромите, вели Самка Ибраимовски, председател на ПЦИР, кој додава дека токму неговата партија е иницијатор на овој чекор. Речникот и граматиката ќе бидат доставени до училиштата и други институции. Ден на ромскиот јазик е јазик кој треба да се надградува и тоа ние постојано го правиме. Пред 2 години направивме еден дел од граматиката. Денес имаме и со што да се пофалиме како роми, дека за прв пат денеска го објавуваме македонско-ромскиот речник од 800 страници и за прв пат ја објавуваме граматиката на современиот ромски јазик. Ова е нешто ново што ме радува и сите училишта во Република Северна Македонија ќе добијат по одредени броеви на речникот и на граматиката. Затоа сметам дека денешниот ден е многу битен за ромскиот народ и јазикот, како што реков, е жива материја која во текот на времето се дополнува и ние тоа го следиме и тоа го направивме благодаречи на владата на Република Македонија. Овие две изданија се големо значење, посебно за тие што реков што не знаат добро да зборуваат ромски или парцијално зборуваат. Има роми кои зборуваат турски, има роми кои зборуваат македонски, има роми кои зборуваат албански. Овој речник ќе им помогне многу да се вратат во она што е правилно кажано да комуницираат, ако ништо друго, барем основните работи да ги знаат за диалог меѓу двајца роми.
Признавањето на важноста на ромскиот јазик треба да биде дел од пошироките напори и акции за спречување на сите форми на дискриминација, како и за поддршка на ромите во нивната социјална инклузија и учество во развојот на нашата заедница, порача премиерот Зоран Заев преку видео обраќање, честитајќи го меѓународниот ден на ромскиот јазик. Во одбележувањето на Светскиот ден на ромскиот јазик, сите ние застануваме со ромскиот народ и ја славиме културата на ромите како дел од богатството на целото човештво. Клучна улога во овие процеси има образованието за да обезбеди можност за учење на историјата и културата на различностите во сопственото и во другите општества. Во таа насока е и публикувањето на граматиката на современиот ромски јазик, која има за цел да придонесе и во стандардизацијата на литературниот ромски јазик. 5 ноември е прогласен како Светски ден на ромскиот јазик од страна на УНЕСКО. Освен во земјава, овој ден се одбележува и во други држави во Европа. Министерот за правда Бојан Маричиќ соопшти дека од денеска стапува во сила Законот за изменување и дополнување на Законот за судски такси, со што се намалуваат судските такси. Денес на сила стапува Законот за изменување и дополнување на Законот за судски такси, со кој граѓаните конечно добиваат големо намалување на трошоците кои ги имаат во судовите. Свесни бевме дека тие трошоци беа високи, а луѓето на кои им беше потребна правда, многу пати се откажуваа да ја бараат во судниците. Тоа сега се надевам ќе се промени, бидејќи правдата станува конкретно подостапна за сите. Почитувани граѓани, судските такси се значително намалени од денес. Ако во минатото тие можеа да изнесуваат и до 48.000 денари, сега нема да платите повеќе од 6.000 денари. Трошоците за судските такси во првостепена постапка ќе се движат во опсек од 480 денари до најмногу 6.000 денари, во зависност од вредноста на спорот. Еве еден пример како би изгледало тоа во пракса за попластично да го разберат граѓаните. Тужите осигурителна компанија за надомесна штета во вредност од 3 милиони денари. Судската такса која треба да ја платите е 2% од вредноста на спорот. Значи во овој случај граѓанинот ќе требаше за судски такси да го даде максималниот износ од 48.000 денари. Сега, според донесените измени, давачката ќе биде само 6.000 денари, односно 8 пати помалку. Доколку е потребно да истерате правдината до крај и да ги искористите сите редовни и вонредни правни лекови, по старата тарифа за истиот спор, кој што го споменав, ќе платевте вкупно 288.000 денари судски такси, односно 2% за тужба, одлука 2%, жалба 4% и ревизија 4%. По новата судска такса, најмногу може да потрошите вкупно 36.000 денари или за 252.000 денари помалку доколку се жалите. Или друг пример, кога се работи за долг од 15.000 евра или околу 930.000 денари. Почнувате парнична постапка на суд, а судската такса е 2% од вредноста на спорот. По старата такса би требало да платите 18.600 денари судска такса. По новата ќе платите само 6.000 денари. Во продолжение деталите од полицискиот билтен на секторот за внатрешни работи Тетово. Приведен собственик на угостителски објект прекината семејна веселба. Вчера во 17 часот и 40 минути полициски службеници од полициската станица Гостивар лишиле од слобода 32 годишникот село Добридол Гостиварско, собственик на угостителски објект во селото Добридол, поради сомнение дека сторил кривично дело, непостапување според здравствените прописи за време на епидемија. По претходна пријава полициските службеници и инспектор од Државниот пазарен инспекторат Гостивар извршиле контрола во угостителски
објект, кој претходно бил затворен од ДПИ Гостивар, при што во објектот биле затекнати повеќе лица кои присуствувале на семејна веселба. По целосно документирање на случајот ќе бидат поднесени соодветни пријави. Вчера околу 13 часот исто така, полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 35 годишникот Тетово поради сомнение дека сторил кривични дела кражба и тешка кражба. При претрес, извршен со судска наредба во неговиот дом, биле пронајдени предмети кои потекнуваат од овие кривични дела. Се работи на расчистување на случајот. Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Чувајте го вашето здравје и здравјето на најблиските преку почитување на мерките за заштита. Пријатно!